Се колнам дека ќе ги бранам слободата, сувереноста, дисциплинирано, совесно и одговорно. Ќе ги извршувам обврските и должностите. 42 питомци, од кои 7 жени го почна школувањето на воената академија. 25 мина ќе се обучуваат за офицери, 7 мина се од армии од регионот, а 10 студенти ќе се образуваат за цивилниот сектор. Униформата и предизвиците што ги носи професијата, мотив за питомците. Мојата најголема желба е да станам добар офицер и да успеам во оваа професија. Мојот најголем мотив тука беше пред се патриотизмот. Од 2010-та на академијата се школуваат и питомци од соседството. Миладин имах македонска крв, што е вели една од причините да студира тука. Мотиви, мало их е многу. Имаше многу мотиви. Првиот е да служам на својата земја. Тоа ми е главната цел и мотив. А потоа и останатите, како што е финансиската сигурност. Питомците ќе ги изучуваат воените, обштествените, техничките и хуманистичките науки. Студирањето на академијата е според Европскиот кредит трансфер систем. Пред вас ќе стојат сите правила и прописи кои ќе морате да ги научите и секојдневно да ги почитувате, почнувајќи од раното станување и утринската физкултура, па се до секојдневните предавања, вежби и обука. Војната академија е срцевина на офицерскиот кор. Со незе добиваме високо обучени, професионални војници, со високи морални и етички вредности. Еден семестар питомците ќе одат на обука во една земја членка на НАТО. Со дипломирањето покрај офицерскиот чин, питомците ќе добијат и цивилно звање, дипломиран менаџер по одбранбени и безбедносни ресурси.